На многу сличен начин се добива и аналитичка картица за аналитичко конто, односно финансиска картица поврзана со одреден комитент. Еве, например, се лоцираме на конто 1200, го бираме контото и разликата во однос на неаналитичката картица е тоа што после изборот на контото програмот ќе не праша за избор на комитент. Ова е една нова фаза, нова етапа, што се разбира е практично решена во програмот. Значи го бираме контото со Enter и добиваме преглед на сите комитенти со тоа што треба да избереме еден комитент на кој сакаме аналитичка, односно финансиска картица. Во овој случај ќе го избереме единствениот наш комитент со притискање на Enter, значи тоа е назначено со копчето избор Enter. И добиваме негова аналитичка, односно финансиска картица со сите негови, со исти параметри како што и претходно ја видовме картицата, значи со должи, побарува, салдо, комитент, реден број во налог и така натаму. Сега ќе се вратам на претходното ниво заради објаснување на други дополнителни можности. Значи, после изборот на контото 1200, во моментот кога програмот не прашува за избор на комитент, не сме обврзани да избереме еден комитент, со што би добиле нели денарска или девизна картица. Тука можеме да притиснеме и F4 копче. На тој начин би добиле една аналитичка картица за конто 1200, значи една поврзана картица од сите комитенти, исто како картица на 1000 или 1009 на обично конто. Можеме да добиеме спецификација со притискање на F3 или девизна спецификација. Од десната страна имаме можности за девизен ИОС, извод на отворени ставки, и избор на некои комитенти само за печатење, со задавање на почетна и крајна шифра. Зависно од тоа каков избор сме направиле претходно, дали денарска или девизна картица, зависно од тоа, значи ќе добиеме и таков ова опција ИОС ќе значи денарски или девизен ИОС, макар да за девизен ИОС имаме и посебна опција. Еве ќе погледнеме како изгледа спецификација. F3, пошто имаме еден комитент, добиваме вкупно должи, вкупно побарува и салдо. Со активирање на превју копчето можеме оваа спецификација, што е доста често користена, значи да ја отпечатиме. Имаме назив на комитентот, вкупно должи, побарува и салдо. Извод на отворени ставки, сличен преглед како оној при затварање на наплати во прикнижење во налог. Значи, содржина, односно бројна фактура, должи, побарува за тој документ и салдо. Должи, побарува и салдо за другиот документ. ИОСот во посебна видео презентација ќе го погледнеме подетално. Значи, да повториме, при избор, после избор на конто, бираме комитент со Enter или копчето избор, или најчесто значи бираме спецификација со што добиваме износи за секој комитент, должи, побарува и салдо, односно со притискање на копчето вкупно од сите комитенти, должи, побарува и салдо во долниот десен дел. Освен избор на еден комитент, спецификација и имаме и можност за избор на извод на отворени ставки. Значи, тоа се најчесто користени опции во овој дел за аналитичко конто поврзано со комитент.